Почитувани гледачи, јас сум Милена Джугуманова, ова е новото издание на Културама. Знам дека ќе бидете со мене во следните 20 на минути, бидејќи јас ќе ви ги сервирам најновите и најинтересните информации од областа на културата, од Македонија и секако од светот. Ќе почнеме со она што веројатно во моментов е можеби најинтересно и најзначајно да се спомене од областа на културата од кај нас, односно сите информации кои што се поврзани со избирањето на нов директор на фестивалот на филмска камера Браќа Манаки. Досегашниот селектор е новиот директор Благоја Куновски Доре, ќе раководи со овој фестивал во следните неколку години. Беше избрано Друштвото на филмски професионалци на Македонија со 12 присутни филмаџи на собранието, а 31 гласач гласал преку телефон. За начинот на гласање преку својот Facebook профил информираше поранешниот директор на Агенцијата за филм Дарко Башевски. За 2 месеци ова е второто одржано собрание на Друштвото на филмските професионалци. На првото на 9 март беше сменет статутот. Според измените, доколку друштвото е задоволно, може да го остави раководителот, меѓутоа доколку не е задоволно, има право да го смени директорот на претходното фестивалско издание. Разрешениот директор Димитар Николов Таки му честиташе на ново избраниот директор, меѓутоа и жестоко реагираше претходно на разрешувањето и го нарече брза и перфидна постапка. Нов уметнички директор на фестивалот е Евгенија Теодосиевска Гена, досегашната селекторка на документарната програма на фестивалот, за која што се најавува дека сепак ќе продолжи да се занимава со документарците кои што ги гледаме секоја година на Манаки. Еве го прилогот со сите детали во приложение. Мојата партија е филмската уметност, а мојата цел е интересот на фестивалот Браќа Манаки, вели Благоја Куновски Доре. Доскорешниот селектор на главната програма е новиот директор на фестивалот на филмска камера. Поттикот ќе продолжи да го бара во делата на првите сниматели на Балканот, за кои според него може да ни завидува и филмска Европа. Присуството на раѓањето на фестивалот и професионалното растење со него го поттикнале тој да биде единствениот кој ќе се кандидира за испразнетата фотелја. Сите други дневни политики ве молам тргнете ги и како што во мојата апликација други чекав објективно да се појават можеби петорица и да не добием, реков, ако ми изберете окей, ако не ми изберете пак окей, јас сум дел од тимот, се додека можам ќе работам. Членовите на Друштвото на филмските професионалци на Македонија одлуката ја донеле на собрание на кое биле присутни малкумина филмаџии. Оние кои поради снимање не присуствувале гласале преку телефон. Ваквото избирање се случува прв пат, а е согласно скоро донесениот статут на Друштвото, според кој воедно беше и разрешен претходниот директор Димитар Николов Таки. Ако некој го познава фестивалот Браќа Манаки, тоа мора да се признае дека е Благоја Куновски, дека 20 години како уметнички директор на фестивалот, филмски критичар. Јас се надевам и сум убеден дека ќе биде враќање на правиот пат на фестивалот, кај што ќе има некои новини и да вниманието на цела Европа не биде само свртено према Македонија со овие негативни работи, со овие проблеми кои ги секојдневно се соочуваме. Од ДФРМ велат дека се навредени од односот на Николов, а како причина за брзањето го наведуваат почетокот на Канскиот филмски фестивал. Значи некој вид на комисија за избор која го верификува изборот, таа комисија им вртеше на сите членови активни што се на друштвото, водеше список за тоа кој како гласал, се потпише на тој список и потоа истите тие членови својот глас за или против или воздржан, го потврдија на мејл на Друштвото на филмски работници. Веднаш по изборот на Куновски пристигна и честитка од разрешениот директор Димитар Николов, кој директоруваше само 1 година и се побуни за она што го нарече бесправно разрешување. Открива дека неговиот избор за лауреат бил Роби Милер, а се надева дека нема да пропаднат почнатите договори со Моника Белучија и Мирко Стурица, кои биле дел од неговиот план. Тој искажа и надеж дека нема да пропадне поддршката од програмата Медија на Креативна Европа. Новиот директор Куновски најави пак дека главниот лауреат за животно дело и останатите звезди ќе бидат соопштени на 26 мај. И уште една информација за фестивалот Браќа Манаки. Во тек е отворениот повик за пријавување филмови на 37-то издание, кој ќе се одржи од 10 до 18 септември во Битола. Според новиот директор, 10-дневното фестивалско издание, кое што се случи минатата година, е преголем залак дури и за градови како Лондон, а не за Битола. Повикот се однесува за апликации за сите надпреварувачки програми, а крајниот рок за пријавување филмски наслови за секоја од програмите е 5 август оваа година.
Од Битола одиме во Кан, таму вечерва почнува фестивалот кој што е познат по престижот, по свечените тоалети, по големиот број на звезди, меѓутоа и по одличните филмови и селекцијата која што е репер за сите останати светски филмски фестивали. Филмот Сиера Невада на романскиот режисер Кристи Пују, во кој учествува Македонија преку продукцијата Сестри и брат Митовски, премиерно ќе биде прикажан утре во официјалната програма на Канскиот филмски фестивал. Од Агенцијата за филм на Македонија велат дека проекцијата на филмот е закажана во 15 часот и 30 минути во салата Лимие. Пред премиерата на филмот, во 12 часот ќе биде одржана пресконференција на која ќе присуствува и дел од македонската екипа на филмот. Во оваа копродукција учествуваат 5 држави и Евримаш. Буџетот на филмот е 1.300.000 евра, а од Македонската агенција за филм проектот доби 80.000 евра. Инаку годинашното фестивалско издание почнува со максимални мерки на безбедност. Францускиот министер за внатрешни работи Бернар Казенув најави обезбедување 400 француски војници и припадници на жандармеријата. 69-тото издание на Канскиот фестивал ќе се одржи од 11 до 22 мај. Председател на годинешното стручно жири е Џорџ Милер, режисер на филмскиот серијал Лудиот Макс. Во трката за главната награда Златна палма ќе се натпреваруваат вкупно 17 филма, меѓу кои филмовите на Педро Алмодовар, Шон Пен, Хавиер Долан и други. Фестивалот ќе се отвори со филмот на Вуди Ален, Високо друштво. Почетокот на Канскиот фестивал бил причината зошто Друштвото на филмски професионалци на Македонија побрза да го избере новиот директор. Од тема филм се префрламе на тема театар. Синоќа во Битола се затвори годинашното издание на фестивалот на Монодрама. Го затвори представата Случајот Хармс во режија на Дино Мустафич, во изведба на Скопскиот театар Комедија. Ова беше 18-тото издание на фестивалот на Монодрама во Битола. Годинашниот победник е литванската актерка Јоланта Поденојте. За Монодрамата Те чекам злато. Наградата од публиката ја доби монооперата Дневникот на лудиот, што ја изведе хрватскиот актер Озрен Грабарич, а ја режираше битолчанецот Маријан Нечак. Директорот на Центарот за култура во Битола Борче Димитровски е презадоволен што најтешката театарска форма, како што ја нарече Монодрамата, го победи Реал Мадрид, алудирајќи на тоа дека на отворањето театарската сала во Битола беше преполна, иако вечерта во истиот момент имаше важен фудбалски надпревар меѓу Реал Мадрид и Манчестер Сити. И од театарот идеме на друга тема. Центарот за истражување на предисторијата е домаќин на бројни познати археолози од повеќе европски земји. Целта е размена на искуства со знанија секако поврзани со предисторијата. Прилог на колешката Наталија Дучковска. Центарот за истражување на предисторијата е домаќин на научна конференција на која ќе учествуваат археолози од повеќе европски земји. Ке бидат споделени сознание и искуства поврзани со населбите, предметите и животната средина во предисториските мочурливи предели. Настан кој всушност има за цел да собере голем број на стручњаци од областа на археологијата и особено на така наречената wetland археологија, кои истражуваат долги години специфичен вид на населби и локалитети, кои се наоѓаат покрај езерата, на самите езера, понекогаш во мочуриштата или покрај реките, значи во места кои се карактеристични според своите водени површини, имаат посебен вид на обележје и затоа една голема група на археолози во последните неколку децени се занимава со овој вид на археологија. Целта на овој научен собир е да се соберат повеќе стручни лица од областа на археологијата, односно за археологија на мочуришта, да се презентираат нови искуства и методи за подобрување на нашите истражувања на овој тип локалитети. Овие археолошки локалитети се истражуваат веќе долги години, но потребни се нови пристапи, како би се добиле попрецизни и подобри резултати, вели Гоце Наумов, представник на ЦИП. Во последните неколку години ставен е акцент, посебно со реконструкцијата која имаме во Охрид. Значи, интересот е зголемен за оваа гранка. Во Македонија веќе долго се работи на таа тема, континуирано, последните неколку години. Меѓутоа, со оваа конференција ќе имаме можност да слушнеме резултати и методи кои се употребуваат во Швајцарија, Русија и Украина, Литванија, делови од региони кои работат долги години на оваа тематика. Оваа научна конференција се одржува за прв пат кај нас. Програмата вклучува посета на повеќе археолошки локалитети, а од Центарот за истражување на предисторијата велат дека ваквите проекти ќе придонесат за афирмација на археологијата во Македонија и промоција за културното наследство надвор од неа.
Настанот ќе трае една недела и ќе се одржи на повеќе локации во Македонија, а е поддржан од Швајцарскиот национален фонд за наука. А лицата со интелектуална попреченост, секако со поддршка на студенти и професори од Факултетот за ликовна уметност, изработија 25 слики кои што сега се изложени во Сулијан во Старата Скопска чаршија. Можете да ја погледнете до 13 мај. Целта секако е разбивање на предрасудите кои што вообичаено ги имаме за овие лица. Факултетот за ликовна уметност, одсек графика и Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост Порака организираа изложба на графики изработена од корисниците на дневните центри Порака Скопје со поддршка на студенти и професори од овој факултет. Темата на изложбата е Ликот на нашиот свет. Денешните слики, 25 на број, се 100% изработка на нашите корисници, секако со поддршка на студентите и на професорот од секторот графика на Факултетот за ликовни уметности. Така да денешните слики кои што се изложени се резултат на неколку месечна континуирана, но и упорна работа. Може да кажем дека сум многу задоволен од постигнатите резултати. Не само од резултатите. Меѓутоа, треба да истакнам и нивната желба, голема желба за затворење, да работат. Редовноста, тие се редовни студенти, ја постојат на ставата, за разлика од некои студенти во мојата класа кои не се баш толку вредни и не се толку редовни. Целта на поставувањето на оваа изложба е да се презентираат и да се истакнат можностите и потенцијалите на лицата со интелектуална попреченост. Тоа воедно придонесува и за директно влијание во разбивањето на предрасудите што постојано ги следат овие лица. Во Охрид пак беше отворена исто така друга интересна изложба на која се изложени 28 слики од 19 ликовни уметници роми од Унгарија. Да погледнеме. Свечено отворена изложба на ликовни уметници роми од Унгарија. На изложбата поставени се 28 слики од 19 ликовни уметници, а на отворањето присуствува унгарскиот амбасадор во Република Македонија Јозеф Бенце и градоначалникот Никола Бакрачевски. Амбасадорот Бенце притоа нагласи дека му представува чест и задоволство што имале можност да ја донесат изложбата во Охрид. Многу ми е драго што има голема заинтересираност за оваа изложба и морам да кажам дека ромската уметност почнала да се развива во средината на претходниот век. Богатството на колорити и високо талентиран израз, блика од изложените ликовни дела, предизвикува емоции и не подсетува на особеностите на ромската заедница во сите сфери на уметничкиот израз. Изложбата е во организација на Општина Охрид и амбасадата на Унгарија во Република Македонија, а презентацијата на ликовното творештво на ромските ликовни уметници од Унгарија е дел од Европската стратешка определба за целосна еманципација на ромите. Телевизија Нова секогаш ги следи најинтересните светски случувања, секако во соработка со Reuters и Bloomberg. Во продолжение ќе погледнеме неколку прилози од областа на културата, меѓутоа овој пат од светот. Ќе почнеме со Тутанкамон, односно со она за кое што се предпоставува или можеби египтолозите навистина се надеваат дека се работи за гробницата на Нефертити. Египтолозите имаат доволно докази со кои се потврдуваат вредностите кои што се кријат зад зидот на северната комора на гробницата на Тутанкамон, која што ја анализираат последните неколку месеци. На конференцијата на која учествуваа локални меѓународни египтолози и археолози се потврдија претпоставките за пронаѓањето на гробницата на Нефретити. Во октомври 2015 година, со примена на испитување со висока резолуција, се потврдија претпоставките дека во гробницата на Тутанкамон се скриени премени кон две комори, кои што може да ги потврдат претпоставките на Никола Ривс за последното почивалиште на кралицата Нефретити. Потребни се дополнителни истражувања на пештерата за да се добијат повеќе детали за она што се крие позади
заради зидините на гробот на египетското момче крал Тутанкамон. Британскиот египтолог Никола Ривској го предводи истражувањето. Се обидува да докаже дека гробот на Нефретити, кој никогаш не е пронајден, се крие токму зад комората каде што е погребан кралот Тутанкамон. Мислам дека има смисла да се следат овие насоки до крај. Како што реков на самиот почеток, можеби и грешам, можеби нема да излезе ништо од ова. Но сепак знам дека ово истражување нема да биде напразно. Знам дека има друга комора која може да биде и просторија во која се складирани предметите кои му припаѓале на Тутанкамон. А доколку сум во добра насока според моите истражувања, тогаш е можноста најпосле да го откриеме гробот на Нефертити. Сепак немам кристална топка да предвидам што ќе ни донесе иднината. Министерот за антиквитети Калет Аланани изјави дека ќе продолжат со истражувањата. Доколку се открие гробот на Нефретити, чишто коскасти образи и кралска убавина беа овековечени во 3300 години старата биста, која сега се наоѓа во музеот во Берлин, ќе се фрли нова светлина врз она што се нарекува мистериозен период во египетската историја. Истовремено, ова откритие ќе биде благодет за веќе ослабениот туризам во Египет, кој претрпе силни удари после бескрајните востанија на кои беше соборен автократот Хосни Мубарак во 2011 година. Следниот прилог на колегата Исо Мухич верувам дека ќе ве разубеди и ќе ве натера да подразмислите дали ќе го фрлите во канта за отпадоци следното пластично шише од кое ќе го испиете вашиот омилен пијалок. Посетители на парк во Тајван за време на своите прошетки може да уживаат во реплика на познатата слика на Ван Гог со наслов Звездена ноќ. Сликата е направена од 4 милиони разнобојни пластични шишиња. Погледнете како изгледа. Посетителите на паркот, што се наоѓа во предградието на градот Килунг во Тајван, шетајќи по дрвени патеки, а за време на дожд засолнети во прозирни куполи, од разни агли можат да ја видат репликата на познатата слика Звездена ноќ од Винсент Ван Гог. Прочуениот холандски постимпресионистички сликар во дамнешната 1889 година ја создаде сликата Звездена ноќ, која е едно од неговите најпознати дела. Со изборот на пластични шишиња, творците на ова уметничко дело сакаат да пренесат порака до своите посетители. Целиот парк е наречен Звезден рај и тематски осмислен со сликата на Ван Гог Звездена ноќ. Повод за тоа е што оваа година се навршуваат 125 години од неговата смрт. Размислуваме да ја искомбинираме идејата за заштита на животната средина од пет амбалажа и создавање на овој уметнички пејсаж со што може да ја открие и другата страна на рециклирањето. Реакциите на посетителите се различни. Дојдовме за да видиме како изгледа. Гледајќи ја сликата ми станува јасно колку е голема и од колку многу шишиња е направена. Мислев дека изгледа поубаво во фотографии, но гледајќи од тука изгледа импресивно. Го видов ова на интернет, па решив да дојдам тука и да се прошетам. Околината изгледа многу пријатно, ова е многу добро осмислена работа. Пластичните шишиња кои во паркот Звезден рај се користат за создавање на уметнички дела, покриваат 53 хектари земја. Паркот беше отворен за јавноста во почетокот на 2016 година. По повод 400 години од смртта и раѓањето на Шекспир, екипата на телевизија Нова ја посети тврдината на Хамлет, која што се нарекува Кромборг. Едноставно е многу добро позната и се наоѓа во Данска. Ова е само дел од ексклузивниот материјал кој што оттаму го донесоа колешката Александра Велинова и снимателот Тони Стојановски, кои што деновиве ќе се посветат на монтирање на репортажите со сите материјали кои што ги донесоа од Шведска и од Данска. Она што ќе го погледнете во приложение е последната содржина за денешната Културама. Јас ќе ви се заблагодарам и ќе ве оставам да уживате во следниот прилог. На само 20 минути пловење со брод од Хелсингборг во Шведска до Хелсингборг во Данска се наоѓа познатата Шекспирова тврдина, која е едно од најпосетените места во Данска. Кронборг е замок и тврдина во градот Хелсингор во Данска. Овековечена како Елсинор во представата Хамлет на Вилијам Шекспир. Кронборг е еден од најважните ренесансни замоци во Северна Европа и ја додаде на листата на УНЕСКО за светско наследство во 2000 година. Замокот се наоѓа на североисточниот дел на врвот на острвот Зеланд на најтесната точка на Ересундски, помеѓу Данска и Шведска. Приказната за замокот датира многу одамна.
Кромборг е изградена од страна на кралот Ерих VII во 1420 година. Од 1574 до 1585 кралот Фридрих II имал средновековна тврдина радикално трансформирана во еден прекрасен ренесансен замок. Главните архитекти биле фламанците Ханс Хендарк ван и Оберген, додека вајарските дела биле на Герд ван Кронинген. Во 1658 година Кромборг бил под опсада и заробен од страна на швеѓаните, кои многу уметнички вредни дела ги заземале како воен плен. Во 1785 година пак замокот престанал да биде кралска резиденција и бил претворен во касарна на армијата. Армијата го напушта замокот дури во 1923 година. И по темелно реновирање повторно е отворен за јавноста.